за влез и за излез од државата не е многу долго. Добро, се извинувам, програма во живо, во студио сме тука сами, така да мораме и да комуницираме со колегите од режија за да видиме што се случува нели со нашата гостника која што требаше да ја добиеме онлайн. Веќе претпоставам, ајде ќе пробаме уште еднаш Билјана Николовска-Трајановска. Ако се гледаме и слушаме Билјана, да се поздравиме, да пробаме уште еднаш да воспоставиме комуникација. Здраво, супер. Што имавме такви проблеми, меѓутоа еве сега мислам дека се е во ред. Се е во ред. Сега прво да се заблагодарам, денови од одмор ни се јавуваш надвор од Македонија, затоа на овој начин ќе позборуваме за оваа тема која што веќе најавив. Ајде, имаме уште 9 минути до вести, бидејќи изгубивме малку време околу техничкиве работи, попочнуваме веднаш. Го поставуваме прашањето и темата како готвењето и заедничките оброци можат да помогнат во социјалниот и емоционалниот развој на малите деца. Ајде, како социјален работник во градинка, мајка на 2 деца и со искуството кое што го имаш позади себе, како гледате на готвењето и заедничките оброци како начин за поттикнување на социјалниот и емоционалниот развој кај малите деца? Ова активност навистина може да придонесе создавање на многу вештини кај децата. Пред се, многу е важно заради тоа што преку оваа активност се создаваат и многу силни врски помеѓу децата и возрастните, односно помеѓу семејството и други институции во кои што децата тековно низ својот раст и развој се вклучуваат. За време на готвењето децата учат многу вештини и вклучуваат исто дел од своите сетила. Многу интересно да дадам еден пример на оваа тема, што споделуваат децата, вели леле, додека сецкавме пиперки во градинка и правевме зимница, јас почувствував дека сакам да ја пробам пиперката и навистина било вкусно, така што верувајте дека создаваат многу силни емотивни состојби кај децата. Децата почнуваат да размислуваат дали да го сакам да го вкусам ова, па потоа ќе го препорача на некој другарче и така натаму. Затоа топло апелирам да се работи со дечињата, да заедно со своите родители и возрастните се вклучуваат во процесот на готвењето. А дали, Билјана, децата во градинка покажуваат поголема радост и самодоверба кога се вклучени во активности, например, како миење овошје, да кажеме, редење на овошјето, можеби некое сервирање или пак игрите кои што си ги играат, а се поврзани со нивните имагинарни кујни или рецепти? Токму така, во овие процеси расте самодовербата кај децата, тие се чувствуваат многу важни, добиваат на значење заради тоа што ние сме им дале обврска која што тие чувствуваат дека треба да ја извршат со самото миење на овошјето, складирање, па учиме боја, мирис, вкус и така натаму. Децата се трудат во таа социјална средина кој попрво ќе дојде до одговорот, кој прв ќе се вклучи во овој процес и така натаму. И верувајте дека многу е интересно што истото тоа што го доживуваат во градинка, го реплицираат дома и родителите се многу благодарни поради тоа што верувајте дека не секој има родител идеја да го вклучи детето во готвењето, но многу големо уживање создаваат кај своите деца и поради тоа треба сите да се ги вклучуваме децата заедно со нас да готват. И така ќе ја вкусат и можеби и манџичката што не ја јаделе претходно. Така, затоа до сега доаѓаме до прашањето колку овие мали кујнски задачи им помагаат да развијат чувство на одговорност и на припадност во групата. Што вели искуството од градинките? Како што напоменав и претходно, тие се чувствуваат едноставно своји, природно се однесуваат кон овошјето, кон зеленчукот, понекогаш така да си поиграат со нив. Знаеме да правиме и разни фигури за да се роди некоја желба, како што напоменав, за јадење, но исто така како што спомнавме за одговорноста, верувајте дека со овој вид на активности многу расте одговорноста кај децата, а тие ја пренесуваат и кон своите врсници.
Какво влијание имаат, например, овие заеднички подготовки на оброците, бидејќи нели кујната ни е во преден план денес во текот на овој разговор како активност и подготвувањето на оброците, какво влијание имаат, например, во споделување, во учење на трпеливост, во почитување на правила? Дали е добро, например, родителите да ги користат овие задачи и дали може, например, да се најде некоја активност во кујната за овие теми за кои што зборувавме досега, да се најдат некои задачи каде што децата ќе се учат и на овие нешта, додека се мали? Секако да, расте одговорноста кај детето, исто така доколку во домот ги вклучуваат родителите своите деца во оваа активност, ќе ги научат да се грижат по завршување на активноста, да го раскренат она што го растуриле, да го складираат на соодветното место јадењето. Така што децата едноставно ние треба да во наводници искористиме нивните јаки страни и нивната желба да се вклучат во работата со нас, пред се заради тоа што во процесот на готвење децата развиваат многу и други вештини кои подоцна ги имплементираат во основното образование и треба да ги учиме на тие вештини, дисциплина, организацијски вештини, како што напоменав, чистење на кујната по завршување на готвењето и слично, но да не биде таа активност ретка, вклучувајте ги што почесто децата за да си фатат една рутина и желба за во иднина и тие да бидат добри домаќини како вас. Сега деца, родители ги зборувавме досега, но дали овие активности ја заекнуваат и врската помеѓу децата и воспитувачите, например слично како во семејството дома? Секако да, доколку воспитувачот ја даде довербата кај детето, односно даде тип на активност, ајде Дамјан, оди изми ги морковите, ќе правиме руска салата за зимница. Па на друго детенце ќе му даде некоја слична активност од типот ајде оди ти Мија, донеси ја гајбичката со карфиол, ќе работиме заедно и така натаму. Таа врска се создава, да, и на почетокот започнува со врска на доверба, како што поменавме, но за да се зголеми таа доверба, треба да имаме чести вакви видови на активности, за да може децата да се опуштат едноставно во активностите, да бидат своји, да не се чувствуваат дека им е наметнато нешто, едноставно слободно да се изразуваат додека се дружат заедно со овошјето и зеленчук. И за крајот овој разговор, што би била препораката на родителите за да продолжат дома со слични активности, да ја зацврстат врската со своите деца преку ова заедничко подготвување на оброците? Сепак да истакнеме дека зависи од годините на кој начин може да ги вклучуваат нели во кујната, кога се помали може само да бројат, да сервираат, кога се малку поголеми може да учествуваат во самиот процес на работа. Меѓутоа, која ќе биде вашата препорака до родителите за да ја резимираме темата за која што зборувавме овие 10 минути? Апелирам до сите родители да ги вклучат децата секако во овој процес, но поради тоа што секој дете е различно, со своја посебност и индивидуа, родителот треба да процени по кој дел ќе го вклучи детето при готвењето. Нека ја почитува неговата желба. Ако каже детето дека сега не сака да сецка, сака да лупи, испочитувајте го детето, но не треба да застанеме тука, можеме нареден пат кога заедно ќе се дружиме со своето дете за време на готвење, да му понудиме тоа што можеби претходно не сакал да го направи. Така да таа заемна врска тука исто така повеќе расте и топло ги поддржувам родителите да не се грижат, па да не падне, па да не се повреди, па да не се исече. Не, децата знаат да се снајдат како и во надворешните активности со своите другарчиња, така и во кујната, но сепак зависи све од нас возрастните, како ние ќе им го покажеме тој процес на готвење и како ќе ги прифатиме нашите дечиња додека готват заедно со нас.
Билјана, вредеше малку маката додека си се поврзаме, но тоа е тоа, нели, интернетот не секогаш или техниката е на наша страна, но да заблагодараме на колегите од режија за ангажираноста и за секако можноста на крајот да го оствариме овој наш разговор на овој начин. Се гледаме повторно во студиото кога ќе се вратиш во Македонија. Поздрав до тебе. Благодарам и на вас, поздрав и до вас и извинете уште еднаш, но ги дадовме сите сили да се поврземе и да се дружиме денеска. Имам јас прекрасни колеги, знаев дека ќе биде тоа секако што треба, така да ете ги фативме тие 10 минути предвидени за разговорот. Време е за првите вести во 8 часот.